Добре дојдовте на Слободен печат, започнуваат вести. Еве што има ново. Медицинското вештачење за случајот онкологија, кое го изработија вештаци од Словенија по налог на обвинителството. Денеска ќе биде презентирано во Основниот кривичен суд. Обвинет за несовесно лекување болни е екс-директорот на клиниката доктор Никола Васев, заедно со уште двајца онколози, докторите Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски. Вештачењето се очекува да биде презентирано во текот на повеќе рочишта закажани за оваа недела, од кое првото е денеска. Обвинението ги товари лекарите за продолжени тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување, при што кај 29 пациенти биле применети неподобни терапии, со одстапување во дозирањето и без соодветна процена на здравствената состојба. Поништен е тендерот за нови униформи за полицијата. Објави 360 степени. Причината според медиумот е тоа што компанијата, чија понуда била избрана за јакана и за теренска униформа за редовната полиција, самата по себе немала доволен број вработени и затоа приложила техничка поддршка од фирма од Србија. Причината за поништувањето е тоа што во тендерската документација, меѓу другите критериуми, МВР барало понудувачите да имаат сопствен технички капацитет и минимум број на вработени 50 лица за производство на јакни, но и 100 лица за теренска униформа. Мегаспорт во својата понуда навеле дека го исполнуваат овој услов, но не самостојно, туку преку така наречената техничка поддршка од српската компанија Лус Текстил. Околу 11.000 административни службеници од март годинава па се до 2028 година ќе добиваат зголемување на платите од 8% годишно, дополнително со законско усогласување со растот на минималната плата. Поречиси 2 години преговори, притисоци и протести од страна на синдикатите, конечно е постигнат договор со владата. Договорот предвидува континуирано зголемување на примањата со цел постепено подобрување на животниот стандард на административците и намалување на заострувањето на нивните плати во однос на трошоците за живот. Синдикатите оценуваат дека ова е значаен исчекор, иако нагласуваат дека борбата за достоинствени плати и подобри услови за работа продолжува. Почувствуван земјотрес во Тетово и околината. Земјотресот од синоќа во 23 часот и 9 минути е со интензитетот 3 степени според Европската макросеизмичка скала, информира Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Епицентарот потекнува од територијата на Косово, на околу 46 километри северозападно од Скопје. Синиша Каран е новиот претседател на Република Српска. Председателот на Сојузот на независни социјалдемократи и довчерашен председател на Република Српска, Милорад Додик, прогласи победа на кандидатот на оваа партија, Каран, на предвремените председателски избори во Босанско-херцеговскиот ентитет. Во нападите со беспилотни летала на руски дронови во текот на ноќта загинаа најмалку 3 лица, вклучувајќи мајка и нејзиниот 10-годишен син. 6 лица се повредени во нападот врз регионот кој беше честа цел на напади во речиси 4-годишната војна што започна со руската инвазија. Во масовен руски напад со беспилотни летала врз јужниот пристаништен град Одеса загина едно лице. Станбената инфраструктура и гасоводот се исто така оштетени. Украинските власти предупредуваат дека притисокот врз цивилите се зголемува, бидејќи нападите со беспилотни летала и ракети продолжуваат и покрај разговорите за можна деескалација на конфликтот. Умерениот социјалистички кандидат убедливо победи на претседателските избори во Португалија. Антонио Хозе Сегуро освои 63% од гласовите. Претседателот на земјата има широки овластувања, вклучувајќи го и правото на вето на закон, распуштање на парламентот и распишување предвремени избори.
Коалицијата предводена од јапонската премиерка Санае Такаичи оствари историска изборна победа, обезбедувајќи двотретинско мнозинство во долниот дом на парламентот, со што се отвора патот за најавените даночни резови и значително зголемување на војните трошоци, насочени кон спротивставување на растечкото влијание на Кина. ЛДП на Такаичи освои 316 од вкупно 465 пратенички места, што представува најдобар изборен резултат во историјата на партијата. Хонконшкиот медиумски могул Џими Лај мора да помине 20 години во затвор. Судот го прогласи 78 годишниот продемократски активист за виновен за соработка со странски сили и поттикнување немири. Ова е уште еден удар врз слободата на медиумите во Хонконг. Организациите за човекови права ја осудија оваа долгогодишна затворска казна. Тоа е практично смртна казна. Британската влада и американскиот претседател Доналд Трамп побараа Лај да биде ослободен. Добитничката на Нобеловата награда за мир, Наргес Мохамади, е осудена на 7,5 години затвор во Иран. Осудена е на 6 години затвор поради здружување и заговор и 1,5 година поради пропаганда, како и 2 годишна забрана за патување. Таа беше уапсена на почетокот на декември минатата година на комеморација на еден адвокат за човекови права кој беше пронајден мртов. Од затвор претходно беше ослободена во декември 2024 година од медицински причини. Мохамади го продолжи својот активизам со јавни протести и појавувања во странски медиуми, вклучително и демонстрации пред затворот Евин во Техеран, каде што беше и држана. Историски настап на Бед Бани, Супербол за прв пат целосно на шпански. Латинот звездата настапи на полувремето. Со ова шоу 31-годишниот уметник стана првиот латино соло изведувач што настапил како главен носител на програмата реализирана на полувремето, како и првиот артист кој го изведе целиот сет на шпански јазик. Настапот дојде по година во која Бед Бани беше најстримуваниот артист на Spotify во 2025-та. Доналд Трамп овој настап го опиша како апсолутно ужасен. За крај временска прогноза, времето денеска ќе биде облачно, со повремени врнежи од дожд, кои ќе бидат поинтензивни во југоисточните делови, каде се очекува да наврнат над 15 литри дожд на метар квадратен. Поради продор на постуден воздух, врнежите од дожд ќе преминуваат во снег и на некои од повисоките места. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Максималната температура ќе достигне од 5 до 11 степени. Гледавте вести, ви благодарам на довербата.